Тешко дека ќе има договор за новите изборни правила пред истекот на рокот. Премиерот Христијан Мицкоски е песимист, затоа што вели дека Македонија си има работа со неодговорни и незрели политичари. Устите им се полни со Европа, рече премиерот, но кога ја немаат власта во раце, го блокираат европскиот пат. Новиот изборен законник не е желба на власта, туку услов на Европската унија. Мицкоски вели: "Не ми верувајте мене, самите слушнете што каже еврокомесарката Марта Кос." Мене не мора да ме слушаат, не важен сум јас во случајот. Еве нека слушаат комесарката Кос. Таа го кажа дека тоа е дел од реформите кои што се битни за евроинтеграција. Знаете, чудни се некои политичари во опозицијата. Кога станува збор за нивен интерес, тоест да бидам попрецизен, нивен джеб, тогаш полни ми устата со Европа и само Европа. Кога треба да зборуваме за одговорност и носење потези, а кога се во опозиција, тогаш се прават само за да ние таму не стигнеме каде што треба да стигнеме. А реакцијата на премиерот следи откако опозицијската СДСМ, која без никаков аргумент го блокира законот, излезе со тврдење дека Брисел не барал нов закон, туку спроведување на фери демократски избори. И на куминатата недела еврокомесарката Кос директно кажа дека Македонија исполнила цели 90% од реформската агенда и дека недостасува само изборниот законник. Спроведовте 90% од 10 реформи кои што требаше да се исполнат до 15 јули и тие последни 10% се секако изборниот законок кој што ќе биде усвоен. И тука ги повикувам сите страни за заеднички меѓупартиски консензус за да може да имаме 100% успех и се надам дека тоа ќе се случи. А кога тоа ќе се случи, тоа ќе биде во полза на државата. Мицковски повтори дека тие како владина коалиција им дале бланко карта на опозицијските СДСМ и Левица да подготват текст каков што сакаат, со вклучено гласање на диаспората и тие како власт ќе го прифатат бланко, но и тоа не било доволно. Имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Ние како владина коалиција го усогласивме нашиот став и на маса им кажавме: еве, договорете се, напишете го, донесете го, се додека гласањето на диаспората е вклучено во истиот, ние бланко ќе го поддржиме. Поминаа денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Инаку денеска истекува рокот за целосно исполнување на реформската агенда за законите кои се во грејс периодот. Исполнето е се, освен токму изборниот законник. Поради блокадата од СДСМ и Левица, Македонија ќе остане без сериозни финансиски средства од планот за раст, кој ЕУ ги има обезбедено за земјите од Западен Балкан.